Стотина градинари од Банско, Муртино и од Робово почнаа со користење на нови модерни технологии за производство, а зголемене и бројот на апликанти за ИПАРД. Од Проагрофармери велат дека ова е резултат на спроведувањето на проектот за модерно и квалитетно градинарско производство во овие населени места. Во текот на посетите со стручните лица увидовме че за жал нашите фармери се уште ги користат техниките наследени од нивните татковци и дедовци. Така да, ние им ги препорачавме некои наједноставни алатки, инструменти кои што треба да ги користат, како што се заштитни мрежи, мерачи за влажноста на почвата, важноста за испитувањето на земјиштето, кое што е толку ефтино, а нашите производители не го користат. Така да им беа препорачани едноставни мерки и технологии кои што веќе ги применуваат. Со цел да се информираат градинарите од регионот, Проагрофармери спроведе повеќе обуки, работилници, но и работа на терен. Во текот на проектот беа презентирани најновите достигнувања и алатки кои што се користат во оградинарството. Потоа проектните активности вклучуваа повеќе работилници и обуки кај фармерите, и тоа работилници за воведување на нови технологии во оградинарството, работилници за начинот на искористување на ИПАРД фондовите, односно кои се потребни документи за аплицирање, потоа работилници за значењето за испитувањето на квалитетот на почвата и продобивките кај фермерите од тоа, како и работилници за примена на органското производство во оградинарството, односно на кој начин се добива органски сертификат и кои се продобивките од истиот. Паралелно со работилниците вршевме и директни теренски посети кај фармерите со агрономи експерти, се со цел за добивање на квалитетни градинарски производи и остварување на стабилни земјоделски приходи. Проектот се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан, финансирана од Европската унија, преку програмата за развој на Обединетите нации. Завршна активност ќе биде агросајмот што ќе се одржи на крајот од август годинава во Струмица.